Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Владината коалиција пред комплетирање на владиниот кабинет. Имињата на Сали и Хоџа остануваат единствена најава. Експертите очекуваат клучни промени во втората фаза. Пазарниот инспекторат издал казна за присуство на повеќе гости од дозволеното на настапот на Аца Лукас во Кавадарци. Дали институциите задоцниле со реакцијата? Српскиот пејач обвинува за политички игри. На 20 тони замрзнат холандски компир и 2 тони стек уништени на Дрисла. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на небезбеден помфрит и заплени небезбедно пилешко месо. Граѓаните бараат одговор зошто доцни исплатата на парите од мој дедеве. Владата тврди дека нема укинување. Рокот бил до крајот на месецот. Нова рунда разговори за крај на војната во Украина. Во Женева се собраа представници на САД, Украина и европските сојузници. Тема на денот вечерва за изборот на нов председател на антикорупцијската комисија и за борбата со корупцијата во државата. Разговарам со поранешната председателка на ДКСК Илјана Ивановска. Останете со нас. Од утре па во следните неколку денови, согласно најавата, треба да биде комплетиран владиниот кабинет по заминувањето на меѓити во локалната власт. Извори од владината коалиција за Сител потврдуваат дека влезот на Беким Сали и Мухамед Хоџа е сигурен, но не се знае распределбата на останатите министерски позиции во коалицијата вреди. Сепак, последните информации потврдуваат дека нема да има зголемување на бројот на министри кои ги имаат владините партнери. Ова е прва фаза во промените на владиниот кабинет, а по Конгресот на ВМРО-ДПМН се очекува нова промена, од која политичките експерти очекуваат многу повеќе. Катерина Нешкова ги има деталите. Беким Сали како вице-премиер и Мухамед Хоџа како министер за животна средина засега неофицијално остануваат двете имиња кои треба да ги пополнат испразнетите места од дизет меѓити во владата. Промените согласно најавите на премиерот Мицкоски ќе бидат официјализирани во текот на оваа недела. Остатокот од реконструкцијата ќе биде направен дополнително. Од владата засега само потврдуваат дека ќе се оди со измени за комплетирање на владиниот кабинет. Веќе во текот на следната недела имаме повеќе детали околу овие прашања. Дали детали остануваат? Дозволете да ги донесеме конечните заклучоци веднаш по тоа како влада ќе информира. Владата е стабилна и продолжува кон реализација на она што е ветено, а тоа е програмата за подобрување на животот на граѓаните. Она што го брифираат владини извори е дека и покрај тоа што на местото на меѓите доаѓа двајца. Сепак вреди ќе го задржи истиот број на вице-премиерски и министерски места во владата. Коалицијските партнери се уште се договараат дали Сали ќе добие и министерска позиција или пак некој од актуелните министри на вреди ќе остане без министерското столче. Политичките аналитичари велат дека двофазните промени се политички, полесно решение за Мицкоски, кој очигледно за кадровско освежување во владините редови од неговата ВМРО-ДПМН ќе го чека партискиот конгрес. Од една страна, мала реконструкција која не бара враќање на мандатот е политички полесна и политичките преговори околу остварувањето на таквата реконструкција би биле полесни, но таа нема да го исполни неговата главна цел, тоа е ресет на владиниот кабинет и на довербата на граѓаните во владиниот кабинет. За тоа е потребна поширока реконструкција, но таа доаѓа со покомплицирани политички преговори. Според мене, мислам дека можеби премиерот одлучил да направи реконструкција во две фази, ова што е политички поевтино веднаш, а сериозната реконструкција после нивниот партиски конгрес. Вистински во политичка смисла не би имала смисла реконструкцијата доколку не смени премиерот нешто и од сопствената партија. Аналитичарите децидни дека реформи ќе мора да има и во опозицијската СДСМ ако сака да го поврати политичкиот кредибилитет по лошиот резултат на локалните избори. При тоа Арсовски вели не се доволни само кадровски промени. Козметички промени електоратот ќе ги види веднаш и нема да донесат никаков политички бенефит. Но имајте предвид дека во СДСМ кризата не е само на политичко лидерство. Тоа е криза и на идеологија, криза и на демографија, криза и на политичка понуда. Со други зборови, ако СДСМ се фокусира само на менување на раководството, тоа е како да упорно да менувате шофер во автомобил кој не вози. Додека не ја поправите машината и моторот, секој шофер ќе има истата судбина.
Филипче минатата недела најави Централен одбор на СДСМ, а до крајот на годината и конгрес на кој ќе се анализира изборниот пораз, па врз основа на тоа ќе се прават и промените. Од СДСМ се уште нема конкретни чекори. За сите информации, како што и претходно информиравме, а се поврзани со внатрепартиски случувања, со промени, секако дека ќе информираме јавноста навремено. Сите процеси за кои што е поставено прашањето и се тема на прашањето се секако во тек. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Пазарниот инспекторат издал казна за присуство на повеќе гости од дозволеното на настапот на Аца Лукас во Кавадарци. Дали институциите задоцниле со реакцијата? Српскиот пејач обвинува за политички игри. На 20 тони замрзнат холандски компир и 2 тони стек уништени на Дрисла. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на небезбеден помфрит и заплени небезбедно пилешко месо. Новара попладнево потврди дека во кафе барот Рома во Кавадарци за време на настапот на Аца Лукас имало од 600 до 700 гости, а и од Државниот пазарен инспекторат потврдија дека има казна за присуство на повеќе гости од дозволеното. Освен таа, најавуваат дека ќе има и други санкции, а за сите детали ќе информираат утре. Опозицијата денеска побара одговор дали институциите задоцниле со реакцијата и зошто презеле акција откако забавата веќе била во тек. Српскиот пејач пак обвинува за политички игри. Даниел Василев ги има деталите. Меѓу 600 и 700 луѓе присуствувале на концертот на српскиот пејач Аца Лукас во кафулето Рома во Кавадарци, потврди МВР. Полициски службеници, инспектори од пазарна и дирекцијата за заштита и спасување пред почетокот на настанот го повикале собственикот на кафулето на состанок. Му укажале дека треба да постапува согласно законските прописи пред и за време на настанот, а тој потврдил дека знае какви прописи треба да бидат испочитувани. Сепак, полицијата и инспекторите биле принудени да интервенираат. Констатирани се прекршоци согласно законот за пушење од страна на УЈП за неиздавање на фискални сметки, а при контрола на АВ од страна на трудов инспектор и инспектор за странци, констатирано е дека истиот настапува без да ја поседува потребната дозвола за истото, пошто истиот е приведен во ОВР Кавадарци од страна на полициски службеници за понатамошна постапка, велат од МВР за Сител. Но колкави казни ќе плати газдата на кафулето Рома ќе се знае утре. Од пазарниот инспекторат за Сител велат дека и за двете казни, за поголем број на присутни од предвиденото, но и за пушење цигари во затворен простор ќе се одлучува утре, а казната ќе биде изречена согласно големината на компанијата. Според пејачот пак, концертот бил прекинат половина час пред да заврши. Обвинува дека неговото приведување е политичко бидејќи некој во врвот на македонските власти имал нешто лично против него. Осознање дело ураđено лично, нема везе лично со мном или са људима у мом најближем окружењу, са моји сарадницima. И овако да нешто кажу потпуно јасно да ако се знали да нешто не е регуларно у мом наступу, не би требало да се одржи наступ, треба да се доđe пре наступа и да га забране, а не да га да чекају да скоро буде крај па да онда онако помпезно, онако театрално ја будем као приведен пред 2000 људи и кусу. Вели и дека казна за непријавена работа во Македонија добил само тој, а не и членовите на неговиот бенд. Опозицијата обвинува дека и полицијата, но и општина Кавадарци знаеле за концертот, а сепак дозволиле тој да се одржи. Бараат итно да се отвори истрага и да бидат санкционирани сите кои дозволиле да се случи настанот. МВР, Тошковски и Јанчев мора да одговорат. Зошто воопшто е дозволено настанот да започне и да влезат 700 луѓе кои со тоа се ставени во ризик од нова трагедија? Зошто и покрај тоа што јасно ги прекршиле безбедносните протоколи, организаторите и собственикот на локалот не се повикани на одговорност? Дали дискотеката ги запазила сите прописи? Дали е регистрирана како ноќен клуб и кабаре? Дали вака не е потенцијал за новокочани? Дали ништо не научија МВР? И Тошковски повторно дозволува да се случуваат ризични настани по безбедноста на граѓаните како оној во Кочани, прашуваат од СДСМ. Градоначалникот Јанчев вчера во изјава за Сител кажа дека уште на 14 ноември испратил допис до кафулето дека не ги исполнува условите за да организира ваков настан. Дополнително, непосредно пред самиот концерт, откако увидел дека има голем интерес, испратил известување до надлежните институции дека не се исполнети сите законски услови. Даниел Василев, Сител телевизија.
Собственикот на кафе-барот Рома од Кавадарци на социјалните мрежи објави демант на информациите од државните институции. Градоначалникот на Кавадарци тврдејќи дека објектот со договор бил издаден за промоција на криптовалута. Не се точни изјавите дека имало загрозување на безбедноста од причини што после приведувањето во 00:10 часот на АЦ Лукас, Рома кафе продолжи со работа до 1 часот по полноќ, што значи дека Рома кафе ги исполнувала сите потребни безбедносни услови и излези од објектот и нема изречено казна. Исто така не е точно дека во објектот имало 700 гости. Тоа се паушални изјави од луѓе кои не биле присутни. Во објектот имаше 400 гости, што беше уредно пријавено и беа обезбедени сите услови за работа. Доколку немало услови за работа, надлежните институции пред започнување на настанот можеле да ни известат дека не се исполнети условите во целост, затоа што 7 дена претходно сите беа уредно известени, пишува во информацијата објавена на профилот на Рома кафе на социјалните мрежи. ВМРО ДПМН ја бара реформи во судството кое според нив се уште било под диктат на СДС. Од СДСМ пак велат дека реформската агенда е подготвена и во неа јасно се предвидени реформите за кои според опозицијата власта нема направено ништо. Судството кое се уште е под диктат на СДС од една страна бара зголемување на нивните плати со 2% добрба, а од друга страна сака да им одземе на пензионерите добар дел од нивните пензии. Чест на исклучоци секако овие суди и обвинители како Добрила Кацарска се само мал дел од овој корумпиран судски систем. Затоа како ВМРО ДПМН бараме реформи во судството и во обвинителството. За овие честни исклучоци и луѓе кои си ја вршат работата законски и честно, да дојдат до израз. Јасно е што треба да се направи, експертите и Европската унија ги напишаа чекорите на реформската агенда и таа треба да се спроведе, а досега власта нема направено дефинитивно ништо, очигледно е дека власта нема политичка волја за тоа. Како што најави во тема на денот вечерва разговарам со Билјана Ивановска, поранешна председателка на антикорупцијската комисија. Ивановска, добро вечер. Ви благодарам што сте со нас. Добро вечер и јас ви благодарам за поканата. Да почнеме со ова последно, во несогласувањата помеѓу власта и опозицијата или меѓусебните обвинувања за тоа кој е виновен за реформите во судството, додека тие се караат секој ден на пресконференции, извештаите од меѓународните институции покажуваат дека не ни оди добро. Уште повеќе, оваа година во извештајот на Европската комисија стои дека загрижува зголемениот притисок врз правосудните органи. За разлика од претходните години, кога стоеше дека се забележуваат надворешни влијанија, што значи дека како влијанијата да се зголемени и заради тоа Европската комисија изразува загриженост поради зголемениот притисок. Ова преца се должи на случувањата што беа со членовите на Судскиот совет, на Јавно-обвинителскиот совет, потоа притисоците врз јавниот обвинител за оставките, а и би рекла на некој начин и оцрнување на судиите со водење на некаква црна кампања. Како и да е, мораме да бидеме свесни и едните и другите партии дека станува збор за независна власт, судска власт, која што е загарантирана со Уставот. Значи, исто како што имаме законодавна, имаме извршна, така имаме и судска власт. Мене ме радува фактот што конечно судиите, односно Судскиот совет, се огласи и изреагира на обвинувањето од страна на премиерот и сметам дека од оваа состојба тие ќе излезат само со посветена работа, ефикасна работа и со висок интегритет, затоа што не се сите судии коруптивни и не може сега поради некој кој што се коруптивни да паѓа во вода цел еден многу важен сектор кој што треба да ја извади државата од криза. Исто така, Европската комисија посочува дека не е доволен буџетот што се двои за овој сектор, дотолку повеќе што јас би кажала дека не се исполнува законската обврска. Ако вие имате законска обврска да издвојувате 0,8% од бруто домашниот производ, тогаш исполнете. Значи, пред се, извршната власт треба да ги почитува законите и да очекува дека и другите понатаму ќе ги почитуваат законите. Исто така, посочено е и недоволниот број на човечки ресурси, и суди и обвинители, така што доколку државата го потенцира
борбата против корупцијата ја потенцира како приоритет, тогаш мора да ги исполни сите услови кои што ќе помогнат во таа борба. Знаеме дека еден од најризичните фактори за корупција е неказнивоста. Токму од тука сметам дека овој сектор мора многу да заедно. Морам да ме прашам за тоа што постојано нападите се дека имаат ниска доверба, дека уживаат кај граѓаните и судството и обвинителството. Кој е виновен за таа ниска доверба и како судството и обвинителството да ја врати довербата која ја ужива кај граѓаните? Кажав пред малку дека тоа е уставно загарантирана категорија. Пазете што се случи со нив, кои што уставот им гарантира независност, објективност во работата, ги бира доживотно и сега да им се случува ова. Вина има кај сите страни, меѓутоа тие сепак мора сами да се изборат за својот авторитет, со својот интегритет и со својата ефикасност во работењето. Затоа што вака постојано се соочуваат со напади кои што не мора да се секогаш и оправдани. Ако не знам дали се сеќавате, меѓутоа ние правевме со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје анализа на ранливост на правосудниот сектор и тогаш судиите и обвинителите сами дадоа оценка за состојбите со кои што се соочуваат, меѓу другото и тие ги посочија овие слабости, односно кажаа дека недостигаат ресурси, не само човечки, туку и материјално-технички, финансиски ресурси. Кога вие финансиски ќе имате зависност од извршната власт, тогаш нормално е да се очекуваат и влијанија, знаете. Така што постојано, не дека нешто ново кажа Европската комисија, туку уште повеќе го акцентира проблемот. Секоја година истите анализи ги имаме, секоја година истите резултати, истите препораки, пишува дека нема прогрес во овој сектор, а мислам дека крајно време е веќе навистина прстот да се стави на чело и да се делува во оваа област, затоа што вака никаде не одим. Овие секојдневни препукувања пак им дадеме, па нека си вработувате, значи се си е пропишано со закон, дај да не си играме мали деца и само да не си префрлаат топката едни на други. Важен момент во функционирањето на целиот овој систем е и антикорупцијската комисија. Изминатата недела комисијата ги сослушуваше кандидатите, издвои предлог кој што пратениците во комисија едногласно го прифатија, останува уште за една недела или како што е најавено првата недела од декември да се случи изборот во пленарна седница. Некако овој пат, не знам колку го следевте целиот процес на сослушување изборот, немаше различни размислувања кај невладиниот сектор, кај политичките партии. Како ви изгледаше целата оваа постапка? Па сметам дека е извлечена поука од претходниот пат и дека овој пат партиите си останале со повлечени раце и оставиле најдобриот кандидат, односно оној кој што реално ќе освои најмногу бодови да биде и прворангиран. И всушност тоа се случи, станува збор за кандидат кој што целиот свој работен век го има поминато во таа институција, буквално на сите работни места има работено, значи има искуство одлично, можеби најдобро од сите таму во комисијата. Сметам дека тој ќе внесе нова енергија во комисијата и ќе ги исполни оние препораки кои што Европската комисија ги напиша во овогодинешниот извештај за Државната комисија за спречување на корупција, дотолку повеќе што нагласи дека ДКСК има нарушен кредибилитет поради Ќе зборуваме за тоа, само да завршиме со делот на избраниот кандидат за председател. Споменавте само дека ги поминал сите скалила во антикорупцијска комисија. Актуелно е генерален секретар на комисијата. Не знам што точно извршуваше функција во вашиот мандат. Во наше време беше раководител на сектор за односи со јавност. И претходно има работено во имотна состојба, значи буквално во сите, видите, тоа претходно беше институција со многу мал број на вработени и неминовно беше луѓето да ротираат на повеќе работни места, така што Адем Чучур навистина има извонредно искуство. Работата останува понатаму, тој да се избори да ја одигра улогата на председател. Знаете, не е само искуството, него... Тоа ли е вашиот совет до Чучур?
Па да, мислам, тоа е многу важно, затоа што сега сите очи ќе бидат вперени во него. Значи, тој треба да подобри транспарентноста, комуникациите со јавноста треба. Значи, треба да се избори со останатите членови кои што, нели, до сега малку беа потивки, поповлечени во работењето, не знам дали ќе успее, а би требало да успее да наметне еден нов начин, нов принцип на работа кој што, нели, ќе придонесе за да се надминат овие слабости кои што се нотирани во извештајот на Европската комисија. Го споменувате неколку пати извештајот на Европската комисија, во него во делот за борбата со корупција јасно се споменува проблемот кој што го направи поранешната председателка Татјана Димитровска, дека целата постапка за незе го наруши кредибилитетот на институцијата. Ќе има ли време, ќе има ли можност новиот председател да го врати тој кредибилитет? Мислам дека времето е пред него, ова е втора година на комисијата, така што има доволно време. Време секогаш има. Работата е да се повлечат правилните потези. Забелешките на комисијата се во насока дека е намалена комуникацијата со јавноста. Изразува загриженост поради намалената транспарентност, поради намалената активност за работа со корупцијски предмети. И уште повеќе вели дека е забележена колебливост и неодлучност во работење со предмети кои што имаат политички сензитивни елементи. Исто така комисијата забележува и на превентивните мерки кои што оваа институција, да не заборавиме, прво е превентивно тело и треба да ги спроведува, а исто така има и забелешки во однос на следењето на финансирањето на политичките кампањи. Токму тоа се посочува, вели ДКСК, да ја подобри проверката на анкетни листови и надзорот врз финансирањето на изборната кампања како клучна точка во насоки кои што треба да бидат превземени. Така, во однос на анкетните листови, например, Адем има одлично искуство, работеше на анкетни листови и кога ние го подготвувавме софтверот за поврзување на ДКСК со останатите институции, тој активно учествуваше со своји предлози. Значи, тука сега треба да ја зајакне, да речам, заложбата за поврзување на институцијата, затоа што се уште институцијата стои на ниво на електронско поднесување на анкетниот лист, а не сум уверена, односно не сме слушнале, не сме разбрале дека е поврзана со останатите институции, како што е Катастар, МВР, УЈП, за да може автоматски да се врши проверката и на тој начин многу поефикасно би функционирала институцијата и би се скратило времето за обработка на анкетните листови. На кое ниво на свесност сме ние ако имаме проблем со собирање на едни анкетни листови за функционери? Значи, нивото на свесност покажува, ниско ниво на свесност е висок степен на корупција. Мислам, обратно пропорционално нели доаѓа. Така што свеста мораме да јакнеме, заради тоа што само така можеме да се избориме против корупцијата инаку. И еве во насока на финансирањето на изборната кампања, бевте учесник на локалните избори, влеговте во битка за општината Центар. Едно е да се зборува како наблюдувач за изборната корупција, но како е кога ќе влезете директно во процесот? Што се случува на тој терен? Па еве, јас ќе почнам со крајот. На крајот и овој изборен циклус покажа дека интересот е вечен. Само е важно од кој центар на МОК доаѓа. Имено изборот на градоначалникот во Центар се направи со поддршка на гласачи и поддржувачи на ВМРО. И ако ги погледнете резултатите во првиот круг, јасно тоа го покажуваат. Градоначалникот има некај 2000 и кусур повеќе гласови, отколку што има гласови Советот од СДСМ. Обратно е со градоначалникот поддржан од ВМРО Лабудовиќ и бројот на советници на ВМРО и знан. Автоматски се гледа дека тој е избран со поддржувачи, односно со бизнис елитата на ВМРО, со кој што всушност и ги спроведува плановите кои што ВМРО ги донесе во 2012 година, дуповите, а ги спроведува СДСМ во изминатиот период. И тука затоа кажувам, ќе почнам со крајот, дека интересот е вечен. Само е важно од каков центар на МОК доаѓа, овој пат доаѓа од бизнис центарот. Како учесник во самата оваа кампања, можам да кажам дека се сочивме со слабости во законската регулатива. Знаете, уште со укинувањето на оние членови одредби од страна на Уставниот суд се создаде една правна неизвестност, која што траеше многу долго. Изгубивте време.
точно така. Мислам, можеби дали било тоа и тактика од страна на партиите или не било, не знам, но фактичката состојба е таа дека премногу долго траеше таа правна неизвестност. Понатаму не сме рамноправни учесници во изборниот процес. Знаете, партиите учествуваат со едно бројче. Кај нас секоја кандидатска листа мора да има различно бројче и тоа доведува до забуна кај гласачите, кај нашите поддржувачи. Тука имаме изгубено исто така голем број на гласови. А понатаму платеното политичко рекламирање важи за партиите, не важи за независните. Ние водевме кампања со 0 денари, знаете како беше тоа. А исто така и финансирањето на партиите е по според бројот на добиени гласови, тоа не важи за независните кандидати. Значи тука сме дискриминирани, односно немаме рамноправен однос. Исто така мислам добро во овој дел тоа сакав да кажем, а во самата кампања бевме сведоци на многу изборни нерегуларности. Политичките партии многу порано си ја почна кампањата. Понатамо, она што е редовна работа на општините се користеше како влијание врз гласачите, како снимање на спотови за во кампањите. Па понатаму, знаете, оној хаос цел што настана со ѓубрето, инстант решение за да некој се направи херој, па помеѓу двата круга се испоснимија многу спотови кои што исто така се користеа во кампањата. Сето тоа покажува докаде е нашата зрелост како општество, докаде сме и дека уште многу треба свеста да расте и да се будиме. Каде треба да расте свеста? Сега за крај ќе ве прашам тоа затоа што кој случај да го земеме, зашто и да прашаме, некако секогаш на крајот доаѓа дека системот е тој во кој што е проблемот, системот не функционираше закочени, во системот имало проблем зошто порано не излегла инспекцијата во Кавадарци, за било кој случај да го фатиме, ама на крајот ете кога има можност граѓаните повторно подлегнуваат на тој притисок. Дали треба да работиме на кревање на свеста кај граѓаните, тие да бидат по-реактивни за да може да функционира тој систем како што треба? Пред се граѓаните се тие што бираат. Значи тоа е тоа. Превентивната улога на ДКСК е тука во поддигање на свеста на граѓаните, објаснување која е нивната моќ како граѓани, која е нивната одговорност, затоа што гласањето е должност граѓанска, но и одговорност. А ние видовме дека пола од граѓаните во Македонија испадна дека се неодговорни, едноставно ги ставија изборите на игнор. Па потоа ќе кажуваме ова не чини, тоа не чини. Ако не чини, ајде да промениме. Значи има граѓани кои што само зборуваат за она што им пречи, меѓутоа не се подготвени да преземат чекори за тоа да се промени. Меѓутоа, еве да речем, во оваа година со никаква кампања, буквално од наша страна, ние освоивме значителен број на гласови, што сепак укажува на податокот дека има граѓани кои што се будат. А и вака земено генерално, ако земеме од претходните локални избори и овие локални избори, бројот на поддржувачи на независните кандидати е во пораст. И тоа охрабрува. Така што, мислам дека сепак граѓаните се тие кои што треба да одиграат клучната улога, затоа што, за жал, да не владе и кај нас оној стокхолмски синдром и да си го сакаш мачителот, значи што и да се случи, повторно да се гласа за иста политичка опција. Мислам дека тоа се должи и на тешката економска состојба во државата. Луѓето се сиромашни и се грижат за своите работни места, ранат фамилии, се плашат дека ќе останат, се заплашувани дека ќе останат без работа, а не се свесни дека за се тоа постои законско решение и постои можност да се суди. Значи, кога одреден функционер кој што го злоупотребува своето дискреционо право, да бидат јасни, гласни, да пријавуваат, за да може да функционира. Ќе биде пријавуван од повеќе страни, тогаш и тој ќе се замисли, а и со помош на медиумите, тоа ќе добие гласност, така што во транспарентноста, во свесноста, во гласноста, таму не е лекот. Јановска, благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата. На 20 тони замрзнат холандски компир и 2 тони стек уништени на Дрисла. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на небезбеден помфрит и заплени небезбедно пилешко месо. Граѓаните бараат одговор зошто доцни исплатата на парите од Мој ДДВ. Владата тврди дека нема укинување. Рокот бил до крајот на месецот. Во
две одвоени акции, Агенцијата за храна и ветеринарство уништила над 20 тони замрзнат холандски компир и 2 тони стек на депонијата Дрисла. Увозот на небезведен помфрит бил спречен, а небезведно пилешко месо било запленето при контрола на агенцијата кај оператор со храна во Скопје. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во две одвоени акции спречија небезбеден помфрит и пилешки стек во големи количини да се најдат во продажба на македонскиот пазар. Во првиот случај на граничниот премин Табановце не е дозволен увоз на 20.500 килограми помфрит. Рокот за употреба на замрзнатиот компир од Холандија бил поминат пред точно 6 месеци, односно на 23 мај годинава. Забранетите количини замрзнат помфрит во присуство на инспектори за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство нештетно се уништени во петокот на депонијата Дрисла врз основа на изречената мерка забрана за увоз и издадено решение со наредба за нештетно уништување. При вонреден инспекцијски надзор кај оператор со храна од животинско потекло во Скопје, инспектори на АХВ заплениле и нештетно уништиле 2000 килограми пилешки стек, кој бил спакуван во големи палети, небезбедно чуван, несоодветно и нехигиенски подготвуван за понатамошна продажба. АХВ заплени и нештетно уништи и 2000 килограми небезведен пилешки стек. Поради непочитување на процедурите, на добра хигиенска и добра производствена пракса, на операторот со храна изречена му е мерка времена забрана за работа и парична казна од 4400 евра во денарска противредност. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со контроли и ќе преземаат мерки за заштита на граѓаните од консумирање на небезбедна храна, со тоа и за заштита на нивното здравје. Александар Динев, Сител телевизија. Во продолжение информациите од спортот. Денешниот ден од 14-тото прволига